Лавина реакции предизвика веста од и вишок од административци ќе бидат прераспределени во приватниот сектор. Дел од административците стравуваат кој од нивните редови и по кој критериуми ќе биде натеран да си замине од комотната јавна администрација во бизнис секторот. Дел пак од бизнисмените со кои Алфа телевизија разговараше се уште размислуваат дали ќе ги отворат вратите за административците. Токму на овие теми ние разговараме во продолжение. Господине Бошков, ви благодарам за прифатеното интервју на оваа тема. Кој е ставот на Бизнис конфедерацијата на работодавачи? Сметаме дека генерално фактот е дека имаме, меѓутоа тоа е перцепција, дека имаме превработеност во јавната администрација, тоа го кажуваат и извештаите и препораките и од домашните и од надворешните аналитичари. Од друга страна, дека треба да се намали јавната администрација и поради даношните обврзници во насока на управување со јавните пари, сметаме дека треба да се намали. Меѓутоа, исто така сметаме дека треба да бидеме и социјално одговорни и дека треба тоа да се направи во соработка со синдикатите. Меѓутоа, вашето прашање е како сметат работодавачите. Ние во име на Бизнис конфедерација велиме дека особено ни се важни сите вклучени сега во пазарот на трудот, оние кои имаат компетенции, кои се вешти, кои сакаат да работат и кои имаат работни навики. Така да имаме измешани емоции и измешани ставови. Но ако се земе предвид дека токму административците се тие кои важат за луѓе кои што се со години под државна капа и во комотна позиција, ќе успеат ли да се снајдат во една брза динамична атмосфера и амбиент кој што преовладува во приватниот сектор? Би сакал да поентирам на комоцијата под државна капа. Кога би правеле математичка равенка, тоа значи дека комоцијата е слабо управување со вработените во јавната администрација и затоа се тие комотни, додека во приватниот сектор, особено во поодмината фаза на слободна пазарна економија, на многу информации во насока на продуктивноста, исполнителноста, капацитетот, ефикасноста, така да приватниот сектор бара ефикасни, вешти и посветени луѓе, некомотни, така да иницијативата и идејата е одлична, меѓутоа треба и одлично да одговориме сите заедно во насока на обука, дообука, квалификација, преквалификација и на крајот на сето тоа план за продуктивност и исполнителност и системска поставеност и во приватниот сектор, секако и во јавниот. Додека власта сака да се ослободи од вишокот административци, не стигнуваат конкурсите и огласите за нови вработени во дел од државните институции. Нели ова контрадикторно со реформата која спроведува Министерството за информатичко општество и јавна администрација? Сега, ако се извади политичкиот коментар, особено од бизнис заедницата која треба да биде неполитичка и независна, тогаш треба да сватиме дека, или пак повторно математички, равенката е дека државата добро знае кои се квалитетни, кои не се квалитетни и во меѓувреме има агенда да ја обнови ефикасноста и веројатно и некоја си старосна, компетентна и вешта граница или генерација во јавната администрација. Ама тоа не значи дека треба остатокот кој треба да се промени, дека треба да биде само така предаден на приватниот сектор или пак според некоја наша идеја која протажираме дека треба тие луѓе во поголемиот дел да бидат само вработени и потикнати да направат свој бизнис.